Антикризните мерки ќе ги следат економските движења, при што се очекува најголемиот дел од нив да бидат активни во четвртиот квартал од годината. Ќе има мерки и за граѓаните, и за фирмите, и за поддршка за стабилизирање на цената на храната, вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бесими. Со ребалансот се обезбедуваат дополнителни 19 милиарди денари насочени кон повеќе категории и цели за апсорбирање на дел од ефектите од кризата. За најранливите категории на граѓани обезбедени се дополнителни средства за поддршка за справување со ценовните шокови, а се предвидуваат и средства за покачување на пензиите системски согласно растот на платите и трошоците за живот. Овие планови на граѓаните главно им се познати, но дали тие веруваат дека државата соодветно ќе им го заштити стандардот? Не, ништо више не бива. Не бива да држава ништо. Ништо не помага. Ти видиш, не слушаш, се покачија и лебо, и урда, сирење, се. Државата, тоа е непредвидиво, како се одвиват работите, тешко. Во меѓувреме цените немилосредно го гасат животниот стандард, без при тоа било кој да каже кога економската агонија би можела да заврши. Прогнози кога глобалната економија би можела да се стабилизира, никој сериозен познавач во овој момент не може да даде, но се на подобро би можело да тргне со завршувањето на војната во Украина, вели познатиот економист Бранимир Јовановиќ.